Добар ден, убав ден. Еве и денес ке се дружиме во овој прекрасен неделен ден. Во нашата емисија 1001 оброк ви кажуваме и совети за здрав начин на исхрана, исто така и проследувате рецепт кој го подготвувам, секако воглавном сите рецепти се навистина здрави. За да постои нашата емисија 1001 оброк, тука ни помагаат нашите пријатели. Многу ми е мило на душата што можам да ви кажам дека имаме нов пријател која подкрепува нашата емисија 1001 оброк, а тоа е стоковната куќа МОС. Таа стоковна куќа МОС се наоѓа во Скопје, се разбира, на кај надвозникот кој ги поврзува Пластичарска улица со Битпазар. Многу лесно ќе ја најдете и многу е важно дека има свој собствен паркинг и нема да ве боли глава каде да се паркирате. Во стоковната куќа МОС ќе најдете буквално се што ви е потребно за вашиот дом. И со големо задоволство ќе ви кажам дека се што гледате овде ново, опремено, од тенџериња, од тави, од ерфрајер и така натаму, се дочини, лажици, вилјушки, се е ова од стоковната куќа МОС. Благодарности до нашиот пријател Житоцентар за сотонус лебот на минатото, сегашноста и днината. Се е кажано кога ќе се каже дека е еден од 100 планетарни рекорди. Тука е и нашиот пријател Еси Джонсон со своите брендови Мистер Масл, Пронто и Дак. Тука е и нашиот пријател АИА ИСО Консалтинг. Благодарност уште еднаш до нашите пријатели, а и вам голема благодарност што редовно не следите на ТВ екраните и по социјалните мрежи. Што ќе готвам денес? Што ќе се подготвува за ручек или евентуално вечера? Ќофтиња од тиквичка и месо мелено. Кои продукти ќе ги користам за подготовка на овие ќофтиња? Тоа е мелено јунешко месо, тиквичка, покрај тиквичката секако кромит, црвена пиперка, прас, млад кромит дополнително и брашно, како што знаете, користам од мелена леблебија, самата е мелам леблебијата и добивам брашно кое што нема глутен, нема оптеретување на организмот, затоа што глутенот се повеќе и повеќе им пречи на многу луѓе и од било која возраст. За десерт што ќе подготвувам, знаете дека никогаш не ви кажувам однапред, ќе биде здрав, убав десерт, затоа следете до крај на емисијата. Сега ја земам тиквичката, ја лупам тиквичката, пред да ја рендам, после кога ќе изрендам, фино ќе ја истискам водата, сушност ќе дадам таа обврска на Ивана, зад камерата што ми е, да ја истиска убаво тиквичката и после тоа ќе ја вклопиме во состав со сите овие други состојки. Ја рендам тиквичката, а потоа ќе овие другите состојки, како што е кромидот, празот, јајцата, ќе ги ставам во нашиот блендер од брендот Арзум, се разбира од стоковната куќа МОС, и ќе ги спојам тиквичката со месото и со изблендираните состојки во блендерот Арзум. И ќе добиеме ќофтиња, боли глава, во позитивна смисла на зборот, затоа што ќе имаме не само месо, ќе добиеме софтна нота од присуството на тиквичката. И потоа ќе го додадеме и брашното од леблебија. Ви препорачувам и вие да си направите дома од обична, најобична леблебија што ја купувате за грицкање, да си ја измелете и имајте си го тоа брашно. Пробајте. Наместо брашно обично, користете брашно од леблебија. Зошто? Затоа што тоа брашно нема глутен и згоре на тоа веќе е термички обработено, значи нема никаква потреба дигестивниот тракт да ни се оптеретува со да го сомеле тоа брашно во себе, да изискува премногу желудачни сокови. Така да
Еве, еден корисен совет, и друг пат сум го кажала, ама нешто што е корисно треба да се повторува почесто. Сега ова ќе го дадам на Ивана да ми го истиска убаво, а јас во меѓувреме ќе ги сумелам овие другите состојки во арзум, нашиот блендер. Ајде сега кромидот, овој виолетовиот, го сечам на покрупни парчиња и го ставам веднаш во блендерот. Така, виолетовиот кромид, да знаете, многу го препорачувам. Зошто? Затоа што има убаво присуство на јод. А ние сме цело време на ова наше поднебје буквално во дефицит со јод. Значи, нашата земја е сиромашна со јод, а јодот е од многу големо значење пред се за работа на тиреоидната жлезда. И исто така го препорачувам виолетовиот кромид кај оние што имаат проблем со белите дробови, астма, бронхити чести и така натаму, за да направат чај од црвен кромид со селушпа се вари. Сум го кажал и друг пат ова, пак ќе кажам, убавите работи и здравите треба да се повторуваат. Значи, да се стават 3 до 4 кромиди со селушпа во 2 литри вода. Водата да врие, дури да стаса до количина од литро и нешто. И потоа да се исцеди, се разбира, да се смлачи, да се почека да се смлачи, и после тоа се додава малку лимон, малку ѓумбир во прав и добиваме, значи, количина од литро чај, кој препорачувам да се пие во рамки на денот на неколку пати, се разбира, не наеднаш. И така ќе добиеме нешто што ќе им помогне на белите дробови да се прочистат од оние секрет што нонстоп ни се собира заради пресен чистиот воздух во нашиот град, а и во сите градови, за жал, и така натаму. Сега да ги скршам јајцата. Во принцип, секој пат ставам во едно чинивче мало, ама сега Ивана ми рече дека се ова тазе, селски јајци, и затоа бев комотна да ги директно искршам во блендерот. Еве ги, навистина се одлични. И ниедно ќофте, ниедна плескавица не сме доди без лукче. Еве ова е младо лукче, пролетно. Ке го пресечам вака. Ке извадам горната лушпа, што е по-дебела. И половинката, само половинка ке ставам овој пат. Да не биде па многу на лук, па и да биде многу на лук, зошто да не. Лукот знаеме колку има антиоксиданси во себе, колку помага при грипозни состојби, при било што, бронхити и така натаму, така да не, море ќе го ставам целиот. Дори не ја извадив горната обвивка. Добра. Така, одма си ја пушти својата арома за мерак. Сега можам комотно со нашиот блендер Арзум, тоа е турски бренд, кој што опфаќа многу апарати за домакинство. Од блендер, како што гледате, до ерфраер, до мултикукер, до конски робот, до пегли, правосмукалки и веќе не знам што да набројам. Навистина, бренд кој што си заслужува да биде дел од вашето семејство. За да си го олесните воопшто животот, треба да имате апарати кои ќе бидат ваши пријатели во кујната. Јас ги имам и многу сум задоволна. Ајде сега да го пуштиме нашиот блендер да работи. Јас малку се плашам од сите блендери, ама добро. Сега ќе се спријателам со Арзум. Малку ќе се потрудам. Сега да ставам сол, малку црвен пипер. Погледнете колку е ова убаво лежиште за нашите зачини, од сол до зачински билки и така натаму. Еве ставам сол.
ставам малку црвен пипер. Така. Сите овие апарати на Арзон имаат 2 години гаранција и кога ќе си купите некој апарат, Стоковна куќа Мост ви дарува некој подарок. Па, појдете и видете дали ќе ви се допадне, а сум сигурна дека ќе ви се допадне. И сега и нив ќе ги измешам. И одиме. Одлично. Ти благодарам. Супер. Одлично. Еве сега оваа смеса ни е готова. Пиперката црвена сакам да ја исечкам со ножевите, се разбира, од Стоковната куќа Мост. Колку сакам ножко губаво сече. Тоа е нешто посебно. Ги вадам нели малку овие семињата. И ќе гледам поситни да ги исечкам. Сакам во ќофтето да се гледаат дека ги се присутни, ама да не бидат многу големи парчињата, па на некој не најде замерка. Вака. Црвена пиперка. Знаете ли што значи црвена пиперка? Кога ќе спомнеме лимон, портокал, киви и така натаму, сите помислуваме на С витамин, така? Да ви кажам дека црвената пиперка содржи многу повеќе С витамин од било кое овоше што постои на земјината топка. Ама се разбира кога е свежа. Значи и во салатите убаво е да се додава црвена пиперка. Јас ќе додадам и во нашата салата црвена пиперка за да си обезбедиме доволно С витамин во свежата салата. Затоа што сега кога ќе биде во состав на ќофтињата, термички ја обработуваме и С витаминот не е тоа како што треба да биде. Но ќе биде внатре во месото, па може и нешто да не се термички дообработи, па да задржи нешто од С витаминот. Еве ми ја тиквичката исцедена. Сега ќе го исечкам и младото кромиче, јако ставив внатре во составот. Сега повеќе ќе ми треба за декорација врз ќофтињата да добие фино на колорит. Ама ќе чека на крај ова да го користиме. Во меѓувреме ќе си ги направам ќофтињата и готова работа. Даскава е од бамбус и е многу добра. Посебна е затоа што прв пат користам ваква даска за работа, затоа што е фиксирана, еве го, тука на самата плотна, што е многу добро. Така. Значи, ставам пиперката. Да. А дел од пиперката ќе оставам за декорација. Значи, даскава е прекрасна. Тоа е даската која што може да си ја најдете во Стоковната куќа Мост. Брендот е 5, значи направено од бамбус, што се смета за едно од најздравите материи со кои треба да се работи со храната. Многу добро. Да кажам само дека покрај даска ваква од брендот 5, кој што се со смарт дизајн, исто има и лажици кои ги користиме во приготвување на храната, но има и елементи од бамбус и за бања, исто така и за мебел. Нешто што има висок квалитет и еко бренд. Ајде сега да ставам и изблендираната смеса, што има внатре, има значи кромит, стар кромит, виолетов, има млад кромит, прас, јајца, сол, малку црвен пипер, малку биберче. Еве сега да ги малку измешам овие состојки. Потоа ќе го ставам месото.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. МОС, потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Баке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. И се дружиме. Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Ајде сега да го ставам месото и фино да се измеша. Еве веќе овие состојки ги споивме. Сега е време да ставам од брашното, од леблебија. Вака. И ете. Доволно мислам, готово. Неколку лажици и ова е сода бикарбона, секогаш на меленото месо. Ставам и сода бикарбона околу едно мало лажиче. И сега внимателно мешање. Потоа ги обликуваме ќофтињата. Еве јас мислам веќе готова е измешана смесата, подготвена за термичка обработка. Да си ги направиме ќофтенцата и нема да ги формирам, така со лажица ќе ги ставам на маслото за пржење. Еве, доволно. Убаво е да одседнат еден час во фрижидер, ама ние ќе одиме сега и без таа процедура. И ќе добиеме сепак убави ќофтиња, сочни, затоа што имаме внатре зеленчук доста, кромит, пиперчиња сечкани, а пред се тиквицата рендана. Еве, готови сме подготвени за да почнеме со термичката обработка. Еве во стоковната куќа МОС ќе најдете се што ви е потребно во вашиот дом. Меѓу другото и брендот Атмосфера, односно истата таа нуди декори за вашиот дом. Тоа се мебел, детска програма, прекрасно осветлување, декор за секој агол од вашиот дом. Еве како што гледате, веќе ставам масло во тавата, која е исто така од
стоковната куќа Мост и ова шише со кое става масло, исто така од таму. Како што кажав и во почетокот на емисијата, сите овие аксесуари за во кујна, декоративни елементи и се што ќе користам во подготовка на нашите оброци, ќе подготвувам во елементите кои што доаѓаат од стоковната куќа Мост, од различни брендови и ќе уживам во готвењето. Ја вклучувам нашата плотна, чекам малку само да се загрее. Еве сега ги формирам како елипси ќофтињата и малку ќе ги притиснам одозгора. Некако позгодно ми е така, на рака да си ги фатам. Прстенот е изваден, да не ми пречи и да биде строго хигиенски. Горе-доле се трудам да бидат еднакви, ама и да не се голема работа, ништо страшно. Ова малце поголем кој излезе. Еве, шубаво си одат. Еве ги нашите ќофтенца. Еве како ги подготвувам ќофтенцињата и гледам дека, нели, во составот секогаш, кога правам, користам многу зеленчук. Значи, тоа е тоа. Здрава исхрана без зеленчук не ја бидува работата, затоа што и, нели, јас на моја формула што имам воз. Влезете возот во вода, овоше за зеленчук секој ден треба да конзумираме. За да имаме зеленчук, треба да имаме и луѓе кои што ќе се грижат за здраво производство на зеленчук во нашата земја. А кои се тие кадри? Тоа се луѓе кои што се едуцирани пред се во средно училиште, а потоа и факултетски образовани, за да имаме што е можно повеќе во иднина органско производство, здрава храна за нашите нови генерации. Каде тоа може да се едуцираат нашите деца? Кој е тоа средно училиште? Тоа е средното училиште за земјоделие и ветеринарство во Драчево, браќа Миладиновци. Доаѓа сега крај на школската година, доаѓа време кога учениците треба да се запишуваат во средни училишта и најтопло им препорачувам да се размислат пред да се запишат каде и да е и нека размислат колку е битно за нашата иднина, за нашите генерации да имаме навистина здраво производство на земјоделски култури, стручно водено, а тоа без образование не бидува. Училиштето браќа Миладиновци во Драчево, училиштето за земјоделство и ветеринарство ќе би го даде тоа образование. Со цел промовирање на оваа струка, нашиот инфлуенсер Стефан Лазаров сними едно видео во кое се промовира запишувањето во училиштето браќа Миладиновци во Драчево. Да го погледнеме видео. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште, браќа Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Да се дружиме? Училиште со најубав двор, училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Еве готови имаме сега веќе. Ги ставам на хартија за маслото да се исцеди во хартијата. Опа. Еве го и ова ми е готово. Еве ги вадам последните и потоа ставам нова хартија. Ето,
видна нашите ќофтиња. Ајде сега да си ги сервираме нашите ќофтиња. Вака, чинијата е преубава, исто, стоковна куќа Мос. Зарем се сумневате? Значи нешто што е убаво од време на време дома во вакви чинии да си сервирате, да ви се разубави чувството и да ви се отвори поќе апетит. Еве вака. Убаво ќе ви наредам, колку што можам, а мислам дека можам. Еве сега како што ветив и живи црвена пиперка, живи парченци не оставив. Зошто? Нели ви кажав, С витамин во црвената пиперка има многу и убаво е да си јадете почесто ова ми е големо парченце, црвена пиперка да си јадете почесто, ќе биде фино, за да снабдите С витамин доволно. Сега ми е мерак да ги раздвојам овие крукчињава, да направиме една фантастична декорација покрај чинијата што е преубава, да направиме и ние нешто дополнително во однос на декорацијата со младото кромиче и црвената пиперка. И навистина е прекрасно. Така. И тоа е тоа. Мислам дека доволно ставив. И ова е нашиот денешен ручек, нашите ќофтиња од белено месо јунешко и тиквички, и кромит, и јајце, и брашно од леблебија, и штолине, и еве, веќе го сервиравме и убаво е декорирано. Чинијата се разбира, стоковна куќа Мос. Еве неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson, Mr. Muscle, гел за одводи во кујната, односно во лавабоата. Се применува за да се отстранат блокадите кои што се настанати од различни масноти и така натаму, но тоа е и легло на микроби и бактерии. Со помош на ова средство, за кратко време се отстрануваат овие блокади и добиваме одлични чисти одводни цевки во лавабото. Како и секогаш, салатата свежа мора да го придружува нашиот ручек. И еве сега ќе спремам салата од домати, чери доматчиња, маслинки, младо кромиче и се заврши работата. Ќе ги сечам вака на покрупно во ова наша убава декоративна чинија од стоковната куќа Мос. И ќе направиме нешто кое ќе го јадеме прво со очи, а потоа нормално ќе се јадеме како што треба. Ето така. Добро. Чери домачињата исто се актуелни. Има многу деца кои што за жал не сакаат да пробаат зеленчук. Ама буквално никаков зеленчук. И во Диет клубот се борам со тие деца. Изнаоѓам милион начини како да ги натерам да почнат да користат зеленчук. Обично краставицата е таа што им е како првично нешто што ја прифаќаат. И морковот кој што е нели така на прачки исечкан, па со стиснато малку лимонче одозгоре и така. Мој совет до родителите, до бабите, дедовците, што повеќе да наоѓете начин да им го привлечете на децата зеленчукот како свеж, салата свежа на дневно ниво. Само тогаш можеме да кажеме дека децата ќе бидат здрави, кога со секој ручек, вечера, што и да е, термички вработена храна, ќе има свежа салата. Во спротивност, полека сигурно ќе почнат да им се јавуваат проблеми, во смисол на проблеми со желудникот, проблеми со цревата, обстипација, значи нередовна столица, и ќе се надградуваат проблемите со години, па и жолчката ќе страда и што ли не. Зошто? Затоа што не сме ги натерале и научиле децата да јадат свеж зеленчук
во кој има полно ензими, а ензимите се животот, тоа 100 пати сум го кажала. Во термички обработената храна нема ензими. Сега како јадеме со овој ручек свежа салата, ние му даваме на телото се она што буквално му е потребно. Маслинките ги ставам како дел од и од декорацијата, инаку маслинките знаете, се многу корисни. Еве и тоа има многу луѓе што не јадат и возраст. А во маслинката има мононезаситени масноти, оние што навистина ни се потребни за нашето здравје. Така да полека сигурно почнете овие здрави работи, во почеток може би со напор, но после тоа навистина ќе ви станат и омилени. Еве ставам од младото кромиче што преска си го исечкавме и црвената пиперка. Секи искористиме, ништо не оставаме. Ајде сега да посолам малку нашата салата. Сол треба да се користи, секако внимателно, но немојте да се откажете од солта, затоа што солта е јодирана, а како што преска споменав, на нашево поднебје ние имаме недостиг на јод. Затоа солта е јодирана, треба да се користи. Секако, пак ќе кажам, да не се пресолуваме. Со внимавање. Сега ставам и масло маслиново, вака со ова интересна прскалка од стоковната куќа Мос. И сега малку и балзамико оцече. Така, дискретно и толку. Се што е повеќе може да биде со контраефект неубаво, а вака е одлично. Еве нашата салата ќе го придружи нашиот ручек. Еве неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson од брендот Mr. Muscle. Ова е Mr. Muscle, пенаст спреј за чистење на рерни и исклучива формулата важи за чистење на студена рерна. Имајте го домак, имате чиста, блескава рерна, а која домакинка не си го сака тоа? Еве сега дојде време да се прави десертот. Ке правам ролат од тортили, овој пат од интегрално брашно, и како крем внатре ќе биде еве го мелени ореви, сечкани урми, засладувач од урми, односно сируп од урми, и какао и ке исечкам ореви како за декорација. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. МОС. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Паќе Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. И се дружиме.
Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа која што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Сега ќе ставам прво од урмите. Ево го сиропот од урми. Ајде сега ќе ставам и од какаото. Сега ќе ставам малку и цеден портокал, за да даде една свежина на вкусот на урмата и сиропот од урма. И ќе биде прекрасно. Ова е десерт што може да си го подготвите дома без да вклучувате, без да варите, да печете или што и да е. Нешто што во кусо време може да се подготви. Прво ќе испрскам малку со сокот од портокал, да дадам на сочности на самата тортилја, да не биде крута. Ево така. И ќе размачкам од нашиот крем. Сега ќе ги завиткам, тоест ќе ја завиткам, бидејќи една е сега за сега. И ова вака, ако ми остане, ќе го ставам тука назад. Еве и втората е готова. Така, ајде сега да ги засечкам. Еве ги ролачињата. Значи, еве малку декорација со оревчиња, што си одговара на десертот. Ке ставам исто така и од сиропот од урми од озгора малку, врз оревчињата, да си одговараат со нашиот ролат. Прекрасен е вкусот, затоа што состојките што се внатре нема нешто што не е вкусно. Пагичко, а нема бел шекер, туку урмата е таа што ја игра главната и одговорна улога. Сега ќе ставам и малку за декорација од јаготките. Ево, ова е нашиот денешен десерт, ролатот со тортиди и кремот направен од пред се урми, сироп од урми, мелени ореви и тоа е тоа. Се разбира, сега дојде на ред нашиот тумаслеп, мојот омилен, со мигела сатива со црно семе, кој што ми е многу ароматичен, посебно кога ќе го потпечам малку на било што, дали на грил, дали на специјалните оние за правење на ботоци. Сега ќе ги направам во сладка варијанта.
А каква е таа сладка варијанта? Еве сега, од портокалот цеден ќе ставам малку во сирупот од урми, таман да даде и свежина на тонус лепчето. Со, еве сега може исто тоа да го ставам кај сечканите уреви. И ете го од озгор, ова ќе биде како да речам фил еден на тонус лепчињата. На парчињата тонус лепче. Ќе биде интересно. Ето така. Фино и на крај може пак да дотурам малку од сирупот од урми и од цедениот портокал. Добро. Тонус лебот може да го комбинирате во сите можни варијанти. Обично велиме јаглен хидрати не се комбинираат со протеини. Значи горе-доле леп обичен, значи што е правен од брашно, не треба да се комбинира со месо, со риба, со јајца и така натаму. Но тонус лебот може, зошто? Затоа што има висок процент на растителни влакна, фибри, а нема скроп многу, односно она што не треба да се комбинира со протеините. Значи тонус лебот јас и го препорачувам во моите програми за исхрана и во оброци каде што имаме месо, риба, јајца и така натаму. Значи, ова е тонус лебот, лебот на сегашноста, на минатото, а секако и на иднината. Ова е нашиот тонус. Еве неколку зборови и за овој производ на компанијата J.C. Johnson од брендот Mr. Muscle. Тоа е Mr. Muscle, распрскувач за волкуина, значи ги чисти сите површини во куината, им дава блескавост и секако антибактериски делува и остава убава свежа арома. Може да се користи за чистење на плочките, на лавабото, работната површина, па дури и ребната. Имете го дома, ќе ви биде добар пријател. Еве, тоа беше нашиот денешен рецепт. Се надевам дека уживавте во истиот, како во главниот ручек, така и во подготовка на десертот. И останува да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го помагаат постоењето на нашата емисија 1001 оброка. Кои се тие? Тоа е нашиот нов пријател, стоковната куќа МОС, со својот спектар на производи. Тука е и Жито центар со тонус лебот. Тука е исто така и компанијата J.C. Johnson со своите брендови и АИА и со консалтинг. И вам ви благодарам што верно не следите толку многу време емисија по емисија. А секако и наредната недела и онаа наредна ќе се дружиме. Имајте си убав ден.